јаглероден моноксид од воздилата, а и сулфур диоксид од фабриката. Ете таква ни е сликата. Мора да е од политиката. Ѓубре, ѓубре, ѓубренце, пред контейнери, гума, најлон, пластики, диви депони, има ѓубре, има ѓубриња, што го фрлаат кај што не треба и око не им трепнува. И прости, малечка плането наша, и ти, ние сме во иста каша. И дојде време малку да се скрасиме и тебе да те спасиме. И прости, малечка плането наша, и ти, ние сме во иста каша. И дојде време малку да се скрасиме и тебе да те спасиме. И тебе да те спасиме. Агенда 21. Добро вечер. Велат дека кога ќе се загледаш во природата, ќе ги видиш сите бои. Што гледате вие? Освен ѓубре, сивило, пластични кеси расфрлани на секаде, ѓубре што се фрла од шестиот кат на зградата. Какви бои гледаме денес? Гледаме сиви бои, гледаме црна не е боја, тоа го знаеме, нели? Кај нас е сиво, мрачно, нема сјај. Дури кога сакате да ја измислите романтиката, Чичко Игор како еден романтичен тип, тој создава романтика, така ја освоили на создавање на романтиката. Но вие ако сакате да инспирирате вие некој или нешто, со толку тони ѓубре околу нас, тоа... Јас ќе видам подиректен Војна Весна од тебе. Да. Каков народ треба да си за да произведеш 630.000 што се килограми? Тони! 30. Ѓубре, еј. Деца. Тоа е Од многу. 83% велат дека е од домаќинството. Само Значи, домаќинство. само од нашите куќи што И се разбира изгледа- Скопје е на Направо. прво. Па ние сме на многу, Не за разбирам. многу нешта на прво Каде се место. фрла ова ѓубре? Зашто секаде каде што прочитав поим ѓубре, читам профит. Така е. Значи секаде. Особено сега во последно време почна и такви некои компании да се јавуваат кои се грижат за ѓубрето. Инаку деца да знаете дека главните мафијашки пресметки во Чикаго Така е. биле за тоа кој ќе го растура ѓубрето. Ѓубрето, Со така тоа е. се занимава дури и Ал Капоне. Сега Се сваѓате ли сложувам. каков бизнис е тоа? Да. За какви пари станува збор? Да. И денес најголемите мафијаши се фаќаат со Кој ќе ги вози депонии. камионите, кој ќе Така ги е. празни контейнерите, кој ќе Така е. Не бизнес. знам. А не знам дали Ова знаете не дека има диви депонии законски. Знаеме. Сега колку се законски тоа гледаме и си дишеме ние. 56 од овие законскиве, 16 биле со висок, а другите 16 биле со среден, а останатите 19 биле со низок ризик за животната средина, сигурно. Значи да е потврдено. Значи 100%. Пемпеле им е Да, да, дадено да. за тоа, добро? Ама ги забораваш оние 16 стари еколошко загадени локалитети. Значи, тие представуваат вистински ризик за луѓето што живеат околу нив. Им се загадува животот. На мене ми е кошмар тоа палењето на депонии. Но, На ѓубре, Страшно. неконтролирано. Знаете дека ја шетам многу низ Македонија и тоа. Да. Значи сега во Струмица 100 диви депонии дешки. Да. Депониите се поврзани меѓу себе како мали градчиња. Така. Не, тоа е просто неверојатно. Да. Го снимавме ние тоа, да. Се што ќе најдете внатре, значи од стари телевизори до изумрени животни. Така е. Така е. Страшно И е. со да речеме со ваков распоред на воздух кој што сега го имаме, со ваков распоред на диви, питоми и законски депонии, кога секој си фрла ѓубре кој каде што ќе стаса, не се грижиме за тоа дали ние се уште не сме освестени
зошто се уште користиме пластични кеси? Одамна во светот нема повеќе пластични кеси, туку има хартиени кеси. Да, И Не, ќе има и кај нас сега ќе има, хартиени, а кај да е. пластичните ќе чинат многу и ќе те обесхрабрат да ги И купуваш. тоа е добро. Тоа е добро. Тоа е добро, тоа е одлично. супер идеја. Сега кога Се се сведува на кислородот, деца. Тоа за тоа разговараме сега. Се се Да. сведува на кислородот. А, Има една- ова морам да ти го кажам, има една битолска. Вика тој бил влюбен, не можел да живее, не можел да дише без љубовта. А битолчарот вика, јас мислев тоа пој ќе се однесува на кислород. Дека не можеш да живееш. Кислород, се се сведува на него. Да. Кога бевме, сега тоа Игор знае зашто патува често и навистина ја познава Македонија, и кога одите од Ресен кон Охрид, најчесто кога сте возач никогаш не го кривате нагоре погледот, Ау, нели? за Буково За ли ги збориш? Буково, Страшно, да. страшно. Сега И сега гледаш- брзо поминав и го видов тоа во живо. Значи, ние го снимавме сега, нели ти зборува, и сега имаше еден ред ѓубре, и одиме со екипата, викаме, ајде да се качиме вториот ред. Одиме со екипата, не, има уште трет, четврт, Кеопсовата пети. пирамида Да. од ѓубре, да. И кога ќе се качите на врвот на Буково, имате таква една хаварија, таква една депонија, кученциња, млади, мајки, и оддалечина таму гледате 2-3 камиони како палат нешто. Да, и тоа е навистина нешто што мене многу ме потресе и нешто што навистина мислам дека е синоним за тоа какви луѓе сме. Да, да. Значи на најубавото место во Македонија, каде што имате зеленило, затоа што е преубав патот Ресен Охрид, и одеднашка имаш едно брдо ѓубре од горе до долу. И сите флоскулно зборуваат, да, Буково, да, знаеме дека е тоа депонија, знаеме дека тоа нечини, знаеме дека тоа е загадувачко. Океј. Одете, јас би правила екскурзии. Скопје Буково, Да го носат, да го видат тоа, Да да. видат. Скопје Буково. Мислам, секако ништо да не мора. Патат автобуси би организирала да го видат Буково. Ќе се дигне и свестите, дека младите. Јас Повеќе знам ќе се дека крene. Буково е една еколошка бомба, дури заврши и во извештајот на УНЕСКО. Да? Да. И треба. Да. И Јас сум од Охрид, како од попотекло сум од Охрид и од малечка Не гледам. личиш таква да ти Да? Да. Од малечка гледам дека го претрупаа градот со ѓубре. Значи, а езерото да не зборуваме. Значи, тоне во пластика. И дури им рекоа едно време дека мора да го затворат Буково. Значи, тие им рекоа, ама овие насекирани. Значи, многу се гледам, многу се секира, насекира. многу се насекира, не можеа да заспијат, јас мислам. Не Еве спеа. гледам и така, и Да, кога да, имаат да. избори, прво име депонија се, Да, не, друго се име друго прво, последно е тоа што живееме. Дај бе, заморавате Војна Весна, да титулу? гледаме биоскоп малку. Што снимивте? Ајде да Снимивте снимивме. Ајде да видиме. Ајде да видиме. Буково. Убајна. Агенда 21. Каков свет ми оставате? Има луѓе и не луѓе.
Агенда 21. Ако заборавивте тетова, таму има депони на секој чекор. Има. Во реката Пена има повеќе отпад отколку вода. Тето Камал Парис, Тето. а Пена Касена. Ама не била така, не била Не е така. И така. Сена е почиста од Пена. Да, и околу гробиштата има толку отпад што не може да стигнете до оние со кои што се простувате. Добро, тоа не е само во Тето. Тоа е Тоа не е само Секде, во секде. Тето. Тоа е Депони секаде. на секој чекор. Затоа што ти си отишол, шеба се простиш, па Така, се сабота ти се него се. Ама не, важно е градоначалничката вика дека ќе провери во Бивша. програма. Бившата градоначалничка вика дека ќе провери дали е во програма годинава да зачисти. Може сега ова новиот ќе Ќе го подсетиме да Ќе го провери. подсетиме да провери. Така е, тоа ни така е. работа. Тетово се помалку личи на град. Значи страшно, а се повеќе личи на депонија. И мириса така. И мириса така кој ќе влезе. За жал. Не разбирам, има контејнер, а до него уште неколку превртени. Тоа изгледа има за анимација, кога немаат Изгледа. што да прават, превртуват контейнери. Јас се сеќавам во Љубљана еднаш кога бев и сега се со еден режисер се шетаме и со неговата сопруга и имаше превртен контейнер, а ова е 92-а. И Штромаер отиде, се стрча да го стави контейнерот, ти го што правиш? Да го Да го врати во првобитната состојба. Како 92-а? Ја имав културолошки шок, он превртува контейнер на каде што му е месото, некој го бутнал. Да. Да речеме. Постојат такви луди игри на запад поготово, знаете дека ги полнат полупразните контейнери со харти и ѓубре, го палат Така. и ги буткаат по улиците. И тоа е некако вид на Забава. забава. Ние игравме мижитата, Да. рекоме на ние тоа. Така да имате многу, знаете како, кај нас, не знам како да, мене просто не ми е јасно како не може овој народ да се освести дека не треба да се фрла пластика на секаде. Не. Како, значи во сите тие реки, води кои што во Прилеп, во Струмица, во Битола, секаде имате мноштво, па и во Дојан сега кога бевме, кога посетивме, се извинувам со твое отсуство и но Да, добро, ама не твоето заборај дека присуство Дојран беше е тука. туристичко место. Место, Значи, така е. во Дојран доаѓаат преку викендот десетици илјади луѓе. Точно. И тие со себе го Но, носат за ѓубрето од своите за градови. разлика од другите, Дојран Пи најчист беше при приодот. И е, Така бујна е. весна. Така е, Чичко Игор. И прилепчани, да речеме, се фрлаат надвор. Тие се шампиони по тоа. Цела пластика, да. Прилепчани, струмичани, кумановчани, освен ние, скопјаништата, Ние, нели? скопјаните. Така е. И иако им се дадени, да речеме, имате дадени канти за специјално рециклирање. Еве, имаш тука пластика да И се фрлиш, пишува на нив. пишува, бе, пишува, За пакома пластика, пишува. за хартија, Ти пише за пакомат. стакло. Си пишува тој, ти си би ако ништо друго, па прочитај зашто ти е Така, тој да. контейнер ставен. И јас еднашка признавам, добро, чекај, па фрлам еден стиропор, внатре гледам пластични шишиња. Врцаше Војна по веста контейнери. да се извади Ако. и да си селектирам отпад. Има контейнери. Има. Не ги користиме како што треба. Агенда 21. Нула отпад. Батерии со измина дрог. Нула отпад. Компјутери што не ги користиме. Нула отпад. Телефони. Нула отпад. Тастатури. Нула отпад. Глувчиња. Нула отпад. Слушалки? Нула отпад. Целиот електронски отпад. И се друго што не употребувате, може да се јавите на 070-236-000. И останатото е наша грижа. Агенда 21. Па еве и Битола. Вториот најголем град во Македонија. Да. 70 диви депонии. Да не зборам за рек Битола која е на десетина километри и баш која така. веќе прави проблем, 70 диви депонии. Се замислете вие некој британец, не дај Боже данец, да дошол да гледа Еврофарм Пелистер, Со Вардар. Виборг Ракомет. Да. Он прво треба да помине низ 7-8 депонии на влезот во Битола, меѓу кои ќе најдете мрши од животни, покрај тракторските гуми стари фрижидери, Се. ќе најдете човечки измет, ќе најдете лепешки од коњи. Он можеби ќе го гледа тој надпревар против Еврофарм Пелистер, ама никош повеќе нема да дојде. Нема. Да, таму има Еднашек. еден од најдобрите театри на сите времења. Точно. Таму е еден од најинтересните филмски фестивали, Манаки. Да. И само една умна глава од градоначелник би можел да свати дека тоа се
брендовите на тој град. Да. А за да дојдеш да го видиш тој бренд, треба да поминеш низ нормално обкружување. Да. Така и со патиштата во Македонија. Тие еднаш поминуваат, гледат како се патиштата и после заобиколуваат или од кај Албанија или од кај Бугарија. Не поминуваат веќе. Јас мислам, чим се борат веќе за прво место, кој има најмногу ѓубре, дека на врвот е Русиново Гостивар. Значи таму нема повеќе место за ѓубре. Градот е препон со Дури ѓубре. сега има и повеќе, затоа што не може само во него да се депонира. Да, Веќе па има е повеќе. наоколу. И исто Да. полека Гостивар се обкружува Цело, полека. цело, да. Со депонии, да. Никако се ова кога зборуваме ми е тешко, дури нерешливо, нереално. Да, Не за знам. имагинарно е се колку има Јас ѓубре знам. околу нас и никој ништо Ни не прави. верува дека можно е толку ѓубре да има. дека може нешто се Да. мрднат работите од Да, место. не. Знаеш, има Нема, мене ме интересира што гори тука во Скопје. па добро, овде има легална депонија. Трисла? Па таа ти е легална, да, таа е законска, нели? Ама има Ама вие сметете на ова, дека секој едно мало, секоја една зграда која има контейнери за ова е изворна сама за себе. зарази на болести. Дали сте слушнале за Камора? Нели на почетокот на разговорот? Да. Игор спомна за мафија дека така живеат. И па Камора ви е мафија за ѓубре. И справување со истото. Вика, еден член на мафијата, во еден извештај, ова е според книгата на Дейвид Атенбороу, го опишува системот каде тврди дека највеќе пари направиле од радиоактивниот отпад Ау, тоа е и од посебна priča. отпадот Да. што го увезувале од Германија. Е, се тоа нам не звучи познато, така? Кај нас исто има италијанска фирма, ја колку што сум слушнала, нели, па се бореа кој да ја добие локацијата каде да се гори. Гледав, Не, да. Просто како граф. Имаме дил со законодавната власт, нели, со татковците, мајките на градот, што да е, А мислам. најтрагично е што ние поим немаме Немаме. колку од тоа радиоактивно ѓубре, тој опасен отпад, поминува низ Македонија. Тоа ние што си имаме Така е. наш радиоактивен отпад, Имаме. имаме. Но огромен е бројот на камиони, шлепери кои поминуваат, го разнесуваат Да. тој отпад и никој не кажува колкави се тие бројки. Колку камиони поминале овој месец, оваа година, колку радиоактивен отпад воопшто прошол из Македонија. Оти колку и да е тој добро заштитен, еден дел од него, Да, па не дали знам. преку гумите, дали преку машината, преку издувните гасови, ќе стигне до... Не знам како јас како млад човек како ќе ги разберам оние кои што се бават со овие работи. Кога немаме бројки, се претпоставува дека има радиоактивен отпад, ама Кико, сите извини, се прави. Тоа се опасни бројки Да. и нив им е страв да ги објават. Да ги објават. Може да настане паника. Така и во случаите и со знаеш, кога надоаѓа цунами некаде не им кажуваат веднаш дури не се сигурни тоа. Тоа е веќе политика. Да, ама тие истите политичари треба да биде еден некој да се одважи и да застане И да и да каже и да соработува и да биде храбар. По било која цена. Ама секогаш има пазар. Да, и не треба да се прават мутави. И па не треба, стварно не треба. Никој не знае кога ова ќе се среди. Па јас искрено не гледам нешто. Добро, светло. постои некаква национална програма кој навесна за тоа. Постои Секој нешто се такво? да, постои во сите нешто Тоа е гледаш дел од тие- она Пемпеле Париски договор. Така е, да. Значи како да не Значи постои. како да не постои. Имено, имате вие договори секаде, нели, по министерства и по овој помени ги читаат, ама некако тоа не функционира. Не пробива рампа, што би рекле ние глумци, знаеш? Ти си Македонија ги има сите закони, што не се да, спроведуваат каде како што да, треба. ние Значи сме не е закон. проблем да го донесеш законот. Проблем е некој да го спроведува како што треба. Така е. Значи си е легално. Значи, да ве прашам ја сега, увозот се врши легално кај нас, така? Така да, Значи, така мајка вика. се врши увозот. А, и ние потоа го пренесуваме до некоја друга земја, така? Да. Даде секој што ти рече и Така. даде и поминува. А нема никакво ни складирање, ни уништување на отпадот. Не, па дури ни на царина не прашуваат што е. А не, значи Немаат забрането е сето контрола. тоа. Не можат Да. цариниците. Известни невладени организации тврдат дека цариниците да сакаат да направат контрола, тие не можат, како што кажав, увозот на Джими мајка се врши. Не, ама постои некоја, сега ќе ви кажеме, акредитирана референтна лабораторија. Постои, да, каде ќе се проверува квалитетот на отпадот. Ете така, затоа тие да, сега може има некои лаборатории кои што се попаметни од другите земји. Наша лабораторија можеби назадува нешто, каска, не знам. Ама нивната гаранција да речеме
издадена, кога поминува ти што велиш тоа ѓубрето, они доаѓаат со гаранција. Таа гаранција не ја гледат кај нас оти, таа е веродостојна, таа повеќе важи отколку ние нашата гаранција која ќе издадеме оваа референтна лабораторија која и дае. Добро, што е се со отпадов? Треба Треба да се рециклира. и да се селектира. Прво да се селектира, Прво да се селектира. после да се рециклира за оние што не го виделе логото, глобалното лого за рециклирање, создадено 1970 година, го направил 23 годишен студент, мистер Андерсон. Гениалноста во тоа лого е што во него се употребени само 4 стрелки кои одат во круг. Тоа е оној круг чие вртање околу оската никош не завршува. Тоа е тој вечен круг. Значи прво треба да се селектира, после треба да се рециклира. И гледате ги сега податоциве што ги најдете. Вика вака: стаклото може да се рециклира неограничено, ако бројката е 100.000 тони амбалажен отпад годишно, а од фрлените хартија и дрво би се грееле 50 милиони домови 20 години. 20. Вие сте свесни сте какви бројки прочитат? Ај уште еднаш прочитам. Ако бројката е 100.000 тони амбалажен отпад годишно, а од фрлени хартија и дрво би се грееле 50 милиони домови 20 години. 50 милиони Што не го домови. правиме тоа почесно? Да. Сега не го правим никој, Да. веројатно. Ние имаме поставено контейнери за рециклација. Ама сега прашањето е колку ние македонецот селектираме, значи како македонци колку селектираме и колку тоа ни е значајно на нас. Колку сме едуцирани за оваа тема. Не сме. Значи, постојат сега кај нас, веројатно постојат тие контейнери има, каде да. што рециклираш се. Да, Така? да. Пишува, Колку има да. така? Па јас ги сретнувам на... Колку има? Сега 20, така ќе ти 50, кажам. 100, Сега не 200. знам, ќе го прашаме Филип после. Ама реално, кај мене, карши вака преку улица, гледаш отпад за селектирање и ти пишува пакомак, разбираш? И никој не фрла во тој контейнер. И сите фрлаат од околу. Многу тешко кој ќе размислува. Многу Нема, треба чуди да... се луѓето, они се што е ново предизвикува страф и несигурност. Тоа е како со телефоните на времето. Ти текнува на времето, ние кога бевме млади, кога зазвонеше телефон, бабите доаѓаа до телефонот, гледа, полека слушалката, Лим. така како нешто страшно, како некој бауч, како нешто, да. Ама не, пластиката кај нас многу малку се рециклира. Ама ја мислам дека има начин некако како да се мотивираат сите граѓани. Не, па најдобро ние да се рециклираме. Па или така, Ја се или рециклира 2-3 пати во се животот. Корисно е. И ја да ти кажам, јас 2-3 пати сум се Да, рециклирала. само опасно е ако нонстоп се вртиш Да, во нонстоп на рециклирањето, да. Да. ама не, ако добиваат тие некаква финансиска добивка од сето ова, може ќе се мотивираат. Да, ма тоа е утопија, срце. Значи богатите, зашто ова е сепак бизнис на богатите, богатите ќе станат богати, сиромашните ќе останат сиромашни. Значи да се употреби да се употребува рециклирањето, нема да се загадува толку многу. Замисли во Европа рециклирањето пишува вели вака дека е од 50 до 80%, а кај нас е само 30. Да. Значи имат поголема развиена свест за рециклирање. Кај нас 30, ја не знам и ова е многу, нели? И мене ми звучи, Не, според мене звучи како некоја бројка за предизбори, 30%. Јас би дал закон. Ако не рециклираш, би дал. јас лично. Ако не рециклираш, ако не селектираш, Добро, извини, ако не се- казна. Казна. Најпроста ќе. Екополиција. Да. Нели се борат за тоа да има екополиција? А има? Нема. Нема. Па не. А и според последново истражување што го направив, кај нас во Македонија најмалку селектираат отпад нашата годишта, од 18 до 30 години. Младите. Младите, да. Најмалку. Најмалку. Вау. Значи се е наопаку кај нас во држава. Да. Најмалку. Катастрофа, не знам. Македонија депонија. Така е Македонија. Па јас за џабели напишав Напиша- во насловната песна Така е. Ѓубре, ѓубре, ѓубренце пред контейнери. Гума, најлон, пластики, диви депонии. Ѓубре, ѓубре, ѓубриња, се тие што го фрлат на секаде. Тие се е. ѓубрињата. Значи имаме ѓубре за рециклирање и ѓубриња што никој не може да ги рециклира. Агенда 21. Здраво, Филип. Здраво. Баш ми е драго што си тука со Агенда 21, еден од можеби најголемите поддржувачи на овој проект. Мислам, добро. Тебе тоа ти е и задача и професија, ти постојано се сретнуваш со... Но колку ние сме освестени за рециклирањето и колку сме описменети во таа насока?
и мене ми е драго што сум во вашава емисија. Колку сме освестени за рециклирањето, ние како Пакомак правиме 10 години наназад, секои 2 години истражување меѓу населението, колку е свесноста за рециклирање, селекција пред се на отпадот, односот кон животната средина. И може да кажам дека има поместување, посебно последните 5 години во делот на свесност. Има луѓе што навистина селектираат и бараат каде да го одложат одвоен отпадот, има луѓе што не се грижат воопшто за тоа. Она што последното истражување покажа минатата година пред пандемијата беше дека околу 45% од луѓето би рециклирали или рециклираат. Се уште е поголем бројот на оние што не го прават тоа. Дали, Филип, затоа што си долго во бизнисот, знаеш дека најголемите конгломерати се најголеми загадувачи, нели? Колку вие како компанија имате соработка со тие големи компании во однос на селектирање, рециклирање, колку слушаат условно? Или слушаат само кога им се слуша? Пакомак е основан од 11 големи компании, баш такви. Значи тука се Кока-кола, Пепси, значи Прилепска и Скопска пиварница, Тиквеш, Тоби, од винариите, сите големи компании за производство на вода, Кодинг, Горска, Кожувчанка, Пелистерка, Вивакс и Витаминка. Добро. И Благо Ѓорев, да не го спуштам. Значи сите овие се големи компании и они го основале Пакомак токму со цел да се грижи за нивниот предсе амбалажен отпад, но во моментов кај нас има над 580 во главном големи компании кои пуштаат на пазарот производи и ние се грижиме тој нивни отпад кој како граѓани ќе ги конзумираме тие производи да завршат на рециклирање. Она што никој не го знае, значи окей, сега нели селектираме пластика, селектираме стакло, друго ѓубре. Тетра пак каде се селектира? Тетра пак не се селектира и многу тешко се рециклира. Така. Затоа што е комбинација од пластика и картон или картон и алуминиумска фолија, дали е млеко или. А зошто тогаш се уште се употребува? Мислам, има замена за тоа? Реално за чување на храна е добро како амбалажа, како пакување за храна е во ред, но како амбалажа што подоцна треба да се рециклира е тешко и наједноставно и во светот тоа се прави, наједноставно се користи во инсенератори за се гори. Вендинг апаратите. Колку знаеме за нив и колку знаеме да ги употребуваме? Идејата за повратни вендинг машини, односно машини... Ја имаме ние тука во студио, подоцна ќе ја... Односно машина која ќе ставите шише или лименка, ви враќа одредена финансиска надокнада преку поени. Дојде од тоа што после овие 10 години, а и трендот како се движи, гледаме дека граѓаните преферираат и од нашите истражувања тоа покажа, имаше такво прашање, дали доколку би добиле некоја финансиска стимулација, би биле поревностни во собирањето. И? Така да ние се решивме да влеземе во таква една опција да видиме колку ќе има резултат. Дали дома селектирате вие? Да. Мислам, вашето семејство? Па би било... Мама, тато, баба, дедо? Селектираме... Децата? Да, посебно... Како ги учиш децата? Само со пример, мислам дека тука нема... Тоа е најдобро. Има ли иднина за Македонија? Повеќе децата наши да не ја нарекуваат Македонија депонија? Да, слушав и претходните разговори, сликите што ги филмовите што одеа, навистина изгледаат страшно. И тоа не се случило ни последниве 5 години, ни 10, ни 15, тоа е случувано децении назад. И некако сето тоа се движело по инерица. Ниеден што доаѓал на власт не му било екологијата приоритет. И тоа го потргнале на страна и некако по инерција се трупале тие депонии. Мислам дека во следниве 5-6 години екологијата ќе биде приоритет, не само Македонија, туку и во Европа. Македонија може да биде многу убава држава, но може да биде многу почиста држава. И на крај треба да сватиме дека не може толку да се исчисти колку што можеме сами да извалкаме после. Значи, почнува од нас тоа што ќе биде исчистено, да се зачува да биде исчистено. Ние сме правеле многу акции каде што сме чистеле некој дел излетничко место, покрај пат или така натаму. За 2 недели станува повторно исто. Значи, едно е паралелно треба да оди свеста, мора да има казни. Веќе мислам дека без казни не може тоа. И мора да сватиме и ние како граѓани дека управувањето со отпад не е бесплатно. Така е. Значи не може да имаме услуга за подигање на смет од дома и правилно управување со него за 100 или 200 денари месечно за 2 кафења. Тоа мора да го сватиме
и ние Час поскоро. и локалниве власти кои еве Власти. сега нели се сменија Така е. и имаат шанса да покажат. Може би ќе бидејќи се освестат, може би ќе мислат, ќе почнат да мислат поинаку. може би сега е ефтино, но за 10 години следните генерации ќе платат многу скапа цена. Многу скапо. Филип, ти благодарам што постоиш. Благодарам на поканата. И фала за сета подршка. Ја имате се. Да живее Пакамак. Живее Македонија. Така е. Агенда 21. А ти, девојче, со мажењето докаде сме? Значи до 30 мора да сум омачен. 30. До 30. Имаш време. Да, јас исто кога редовирав, сега още на кабаст, нели, не те го фрлаш. А за месец и пол може да дојдеш, нема проблем да дојдеме, нели, после сам си се организираш, сето, ама ако имаш совест, ако имаш, нели, инаку да постои телефон. Постои, да. Го знаеме? Да. Не им го кажуваме, нека си го научат. Печичко Google кисело. Океј, дечки. За ѓубре правевме мове, тамо убаво. Да, супер, да. Убаво. Чичко Игор, честитки. Бујно. Така.